Струмичкиот регион ќе биде еден од најмалку 6 кои во наредниот период ќе добијат мал нискотрошковен еколошки прифатлив систем за наводнување. Ова го потврди министерот за земјоделство Љупчо Николовски при неговата посета во Струмица. И може да потврдам дека во овие 6 до 8 системи ќе биде застапен и овој регион, и тоа денеска ќе го разговарам со градоначалниците покрај на Струмица, на Василево, Ново село и Босилово. Овој регион секако ќе биде застапен, затоа не збориме само за постојното чистење на каналите, туку и за изградба на нови системи за наводнување и рехабилитација на постоечките. Заради тоа првата работа за која што мораме да се фокусираме ако сакаме сигурно, модерно и конкурентно земјоделство. Ова инвестиција почна со реализација деновива, е финансирана со 1,7 милиони евра европски пари од ИПА фондовите. Консолидацијата на системите за наводнување се еден од приоритетите, посочи министерот, најавувајќи дополнителни зафати на овој план. Ветивме дека годишно 10 милиони евра ќе бидат издвојувани за системи за наводнување. Убеден сум дека уште во првата година од мандатот, 2018 година, овој износ на средства ние ќе го надминеме. Заради тоа што веќе ги започнавме активностите на повеќе проекти низ цела држава. Покрај ова редовно фокусирање на одржувањето и чистењето на каналите, секако дека отворивме неколку перспективни проекти кои што се задржаваат. Веќе овој месец започнува со изградба и завршија подготвителните работи во браната Конско. Започнуваме со постапка во делот оваа година и на системот за наводнување Равен Речица во еден од другите краеви на државата. Во месец март ќе распишеме меѓународната тендерска документација, меѓународниот тендер за изградба на Јужно-Вардарска долина, систем за наводнување на над 2000 хектари во вредност од околу 20 милиони проекти. Добивме и 4 милиони евра грант за оваа работа. Според Николовски, состојбата со системите за наводнување во Македонија не е на завидно ниво, а со Националната програма за земјоделство предвидено е во наредните 15 години да се реши наводнувањето на 250.000 хектари земјиште. Во Националната стратегија за земјоделство стои дека последниве години се забележува низок степен на искористеност на системите за наводнување. Таму посочуваат дека тоа во голема мера се должи на застареност на системите за наводнување, со недоволно одржување и реконструкција на истите, и што понатаму резултира со ниска наплата на воден надоместок во однос на процентот на искористеност на наводнувани површини. Расцепканост на површините и необработување на истото представува дополнителен проблем за ефикасно организирање и користење на системите за наводнување, стои во стратегијата.